Западен Балкан. Колку се важни за нас ваквите иницијативи за надминување на бугарската блокада и отворање на патот кон почеток и одржување на првата меѓувладина седница? Во овој случај не станува збор за некоја посебна иницијатива, станува збор за едно регуларно собирање на државите од Западниот Балкан со земјите членки на Европската унија, што е пракса на назад години. Меѓутоа станува збор во вашето прашање што споменувате за неколку иницијативи внатре во рамки на тој самит, така да наречам, од држави пријатели на Западниот Балкан, не само на Северна Македонија, кои се обидуваат да некако креираат амбиент во кој ќе може да се дојде до пробив во однос на овој познат спор поради кој Бугарија не блокира за почеток на преговорите. Она што го знам до овој момент, иако самитот се уште трае, такви иницијативи веќе има неколку средби на таа тема одржано меѓу влијателни земји членки на Европската унија и нашите представници таму. Исходот не го знам, ќе треба да почекаме до крајот на самитот, меѓутоа добро е што Европската унија се обидува повторно да се фокусира на Западниот Балкан и при тоа го држи во фокусот нашето прашање, бидејќи објективно знаете дека ние одамна ги исполнивме сите услови, ова дојде као гром од ведро небо. Блокадата од Бугарија, која практично на мартовскиот совет на Европската унија даде зелено светло и подоцна почна да ги испоставува овие дополнителни услови.